Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг, а во продолжение следува и првиот разговор за денеска. Проблемот со наоѓањето паркинг место, особено во централното градско подрачје, секојдневие на сите граѓани на Скопје, но најмногу на лицата кои своите работни обврски ги извршуваат во овој дел од градот. Со порастот на автомобилите на територијата на градот Скопје, паралелно расте и потребата од нови паркинг места. Директорот на јавното предпријатие Градски паркинг Бојан Христоски најави дека предпријатието во насока на решавање на овој проблем ќе продолжи со реализација на ветените проекти, меѓу кои изградба на катни гаражи и монтажни паркиралишта во неколку скопски општини. Предпријатието, ценејќи го осиромашениот буџет на граѓаните поради пандемијата од коронавирусот, енергетската криза, со цел да им излезе пресрет на своите корисници, пред известно време на управен одбор донесе одлука да ги намалат цените кои се наплаќаат за час паркирање за 25%. На овие теми во продолжение разговараме со раководителот на правниот сектор при јавното предпријатие Градски паркинг Елизабета Атанасова. Елизабета, добро утро. Добро утро, Александар. Добро утро на слушателите и благодарам на поканата. Така. Јавното предпријатие Градски паркинг Скопје информираше дека бележи зголемен интерес за паркирање на сите паркиралишта со кои стопанисува, особено во зоните А8, С45, С46. Во таа насока предпријатието излезе со поволна понуда за месечни дозволи кои ќе се издаваат во зависност од категоријата на корисници и од слободни места на паркиралиштата. Кои се овие локации, на кои се наоѓаат овие зони и каде се наоѓаат овие паркинг места? Така е, Александар, како што испомнавте вие претходно, во изминатиот временски период, јавното предпријатие Градски паркинг Скопје бележи зголемен интерес за паркирање од страна на корисниците на сите јавни паркиралишта и јавни површини наменети за паркирање, зони со кои стопанисува, а особено зоните А8, С45 и С46. Овие зони, С45, тоа е зоната која што се наоѓа во кругот на Македонска радио и телевизија, С46 зоната се наоѓа покрај кеот Димитар Влахов, односно тоа е кај Младинскиот културен центар, и А8 зоната, таа е лоцирана кај Соковна куќа мост. Така. Ајде да објасниме за јавноста. Кој се може да биде корисник на месечна дозвола за паркирање во споменативе зони? Да, корисник на месечна дозвола може да бидат физички и правни лица, како и вработени во правен субјект кои што гравитираат кон конкретната зона. Кои се условите за да се добие ваков месечна дозвола за паркирање? Да, за корисниците, физичките и правните лица кои што сакаат да ги користат услугите за паркирање во споменатите зони, потребно е да ги поседуваат следниве документи. Тековна состојба од централен, тоа зборуваме за вработените во правен субјект. Тековна состојба од централен регистар, која што треба да ја достават на увид, потврда за редовен работен однос и сообраќајна дозвола за увид. Додека за физичките и правните лица потребно е само да достават барање за апликација и нивното дозвола, доколку ги исполнуваат условите, ќе биде дозволена. Ценовникот е креиран во зависност од категоријата на корисниците. Може ли да ни објасните кои се моменталните важечки цени за месечна дозвола и како се определува истата? Да, ценовникот на услугите согласно статутот на јавното предпријатие ги носи управниот одбор, а согласно за одлуката за ценовникот носи Советот на град Скопје. Откако Советот на град Скопје ќе даде согласноста за ценовникот на услугите, истата се објавува во службен гласник и таа стапува на сила откако ќе биде објавена одлуката во службен гласник. Во моментот месечната претплата за физички и правни лица на зоните, како што и претходно ги наведовме, на зона А е 4000 денари, додека на зона С месечната претплата за физички и правни лица е 2000 денари. За вработени во правен субјект, месечната претплата за претходно наведените зони изнесува 800 денари. Претходно, кога одговаравте на претходното прашање, односно кога соопштивте кои се документи се потребни за да се аплицира за дозвола, месечна дозвола за користење на овие паркинг услуги, споменавте приложување на сообраќајна дозвола на возилото кое што ќе биде паркирано на даденото паркинг место, но што во случај доколку сообраќајната дозвола на возилото не е на име на барателот? Доколку сообраќајната дозвола не е на име на барателот, потребно е да се достави полномошност за управување на патничкото моторно возило заверено на нотар.
полномошното може да биде исклучиво од роднини од прв ред, наследен и тоа сопружници, родители и деца, како и на лизинг. Извинатиот период дел од јавноста реагираше на проблем со процесирањето на СМС најавите за почеток и одјава на паркирањето. Каде е проблемот и како да се пристапи во ваква ситуација? Што треба да направат корисниците доколку не добијат потврдна порака за потврда дека возилото е паркирано или одјавено? Во градски паркинг Скопје, како што исполнавте претходно, понекогаш се соочува со проблем при процесирање на пораките за паркирање или за стопирање на паркирањето, испратено од страна на корисниците. Станува збор за проблем од техничка природа на кој се работи за лоцирање и решавање. Сакаме да посочиме на граѓаните кои што се корисници на паркинг услугата на зонско паркирање, кога се соочуваат со неприфатена СМС порака за паркирање или за стопирање на паркирањето, веднаш да се јават во контакт центарот на ЈП Градски паркинг Скопје. Но во меѓувреме, плаќањето на паркинг услугата треба да го направат со греб картичка истакната на предното ветробранско стакло. Во овој случај, важно е нашите корисници да не го напуштат местото каде што возилото е паркирано, сето дека не добијат повратна порака, дека паркирањето е дозволено или започнато, или додека не постават греб картичка. А за дополнителни информации граѓаните може да се обратат на телефонските броеви, и тоа во центар на 02 3 21 55 60 и 6 во аеродром на 02 2 44 33 66 и во Илинден на 02 3 29 82 10. За сите дополнителни информации, граѓаните, односно корисници на паркинг услугата, ќе ги добијат потребните информации од нашите референти за кориснички односи. Споменавте дека доколку не добијат потврда, не треба да го напуштат местото каде што е паркирано возилото. Но што во случај доколку се напушти возилото? Истото ќе се третира како непријавено паркирање и ќе подлежи, предпоставувам, на предвидените санкции, односно на собственикот ќе му биде изречена парична глоба. Колку изнесува таа? 990 денари, доколку немаме повратна информација во системот дека паркирањето е дозволено. Како што кажавме, преку начините на наплата СМС порака или доколку нема греб картички стакнато на предното ветробранско стакло, ќе се смета дека паркирањето не е дозволено и во тој случај на корисникот на паркинг услугата, односно на возилото, ќе се издаде доплатен билет и доплатниот билет изнесува 990 денари, согласно ценовникот на услугите кои што ги извршува ЈП Градски паркинг Скопје. Доколку во период од 1 час собственикот не дојде на местото каде што возилото е паркирано, во тој случај истото возило ќе биде дислоцирано во депо на сектор Паер. Токму поради тие причини, граѓаните треба да бидат информирани, како и совесни за своите обврски кои што произлегуваат од начинот на паркирање на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува градски паркинг. Така, споменавте дека доколку СМС врската е неуспешна, во тој случај потребно е да на ветробранското стакло да се постават овие греб картички. Каде може да се набават тие и како се користат? Може ли да ни објаснете? Да. Продажните места на греб картичките, за продажните места на веб картичките, нашите корисници на паркинг услугата може да се информираат на нашата веб страница во делот услуги за озко паркирање. Во начинот на наплата се истакнати продажните места каде што можат да се купат греб картичките. Реоните се во аеродром, во центар и во Дебар Мало. Греб картичките се користат на тој начин што се гребе датата, денот кога се користи паркинг услугата, како и часот. И истата греб картичка се поставува на предното ветробранско стакло, како што спомнав. Се гребе часот кога е почнато паркирањето? Извинете се, денот кога се користи греб картичката, а потоа нашите корисници на паркинг услугата преку оној кодот кој што го има самата греб картичка утврдуваат дали е греб картичката валидна и дали вистина греб картичката е поставена на предното ветробранско стакло. И уште едно прашање да го заокружиме овој денешен наш разговор, а мислам дека е во интерес на сите граѓани кои што ги користат вашите услуги. Докаде е постапката за најавеното намалување на цените за паркирање на час
кога да го очекуваме новиот ценовник? Имате ли информации? Да, значи на седница на управен одбор на 28 јануари 2022 година од страна на управниот одбор донесена е одлука за изменување и дополнување на ценовникот на услугите. Истата ќе биде стапува на сила по добивање на согласност од страна на Советот на градот Скопје, а ќе биде со важност од 1 март. Значи корисниците на паркинг услугата, доколку одлуката помине на Совет на град Скопје и се даде согласност, истата ќе биде објавена во службен гласник на град Скопје и корисниците на паркинг услугата ќе може да ги користат новите цени за паркинг услугата од 1 март 2022 година. Елизавета, ти... Така, добро, да, се извинувам. Според одлуката, предвидено е намалување на цената на зонско паркирање и тоа во зона А0 цената се намалува од 100 денари на 75 денари за час, во зона А цената се намалува од 50 денари на 40 денари на час и во зона Б цената се намалува од 40 на 30 денари по час. Додека во зоните С и Д цената се намалува од 30 на 25 денари по час. Така, мислам... Ова значи одлука за поевтинување за паркирањето во градот Скопје се со цел е да се излезе во преисред на граѓаните и да го реализираме она што е ветено пред граѓаните. Така, Елизавета, јас верувам дека споделивме корисни информации кои што секако ги интересираат граѓаните и ги очекуваат да ги дознаат сите овие информации кои што се од нивен интерес. И ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Ние остануваме во контакт и понатаму за сите новини, за сите новитети, нови содржини кои што ги воведувате како јавно предпријатие. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас и ви посакувам секој добро. Пријатно.